Почетокот на оризовата сеидба во Кочани е во проблеми. Половина од земјоделците вода бараат веднаш, другата половина бараат одлагање. Се е спремано за сеидба. Работината,орање, дрлање, тренирање спремано е и за вода се чека се. Па не си чекаме вода. Опстанок ни е ориза. Нема други приходи. Ние немаме основа на што да чекаме. Треба се почека за тоа што не е спремано полето. Не е изорно, треба да се изоре, па да се подрла, па дори после треба. Нашто поле Испанчево не може да го работа такова како продолжи времето. Ова навидом е банален проблем, но причина за ова има. А ние ако каснеме со сеидбата, по ново време, што ќе правиме? Ланската година како беше? Касно сејаме, фана станата, ништо. Ако пуштат вода не обработени, ќе останат несејани. Те така ќе никне шавар такова. Освен плевелите, па друго потешко на самите земјоделци ќе биде. Едно 50% ќе ги работат оризите, другите нема да ги работат, имат помало количество на ориз и загуби ќе бидат поголеми. Што треба да се направи за едните и другите да немаат последици? Единствено решение е да се одложи пуштањето на водата на 10 дена додека се исушат овие, па да може да ги уработим. Доколку разбирање помеѓу нив не се најде, а во тоа не учествува и водостопан собрегалница, загубите ќе бидат големи. Станува збор за вкупно 3700 оризови хектари и 400 семејства, од кои барем половината ќе се соочат или со помала реколта, или со други проблеми и дополнителни трошоци.